Два случаи на западно-нилска треска се потврдени кај пациенти сместени на инфективната клиника во Скопје. Биле хоспитализирани по каснување од комарец. Еден од пациентите кажал дека пред неколку денови се вратил од Грција, додека другиот не пријавил патување надвор од државата. Едниот пациент е 57 годишен, кој пред да му се појават симптомите, 2-3 дена претhodно допатувал од Грција, што постои веројатноста да е таму каснат од комарец, а додека за другиот пациент немаме позитивна епидемиолошка анкета. Пациентот е 68 годишен од Скопје и не патувал никаде. Двајцата пациенти според лекарите во моментов се во стабилна состојба. Инаку западно-нилската треска е вирусно заболување кое се пренесува преку убот од инфициран комарец. Најголем дел од инфицираните лица немаат симптоми или имаат лесна клиничка слика, додека кај мал број пациенти, особено кај повозрасни лица и лица со ослабен имунитет, може да развијат потешки невролошки компликации. Сите граѓани кои по убот од комарец ќе развијат висока температура, силна главоболка, вкочанетост на врат, нарушена свест или било кој од другите невролошки симптоми, треба веднаш да побарат медицинска помош. Но не значи дека секоја главоболка и секоја температура би насочило дека иде во прилог на западно-нилска треска. Како заштита, лекарите препорачуваат носење долги ракави во попладневните часови, употреба на заштитни средства, но и поставување заштитни мрежи на прозорците. Првиот случај на западно-нилска треска во земјава беше регистриран во мај кај 55 годишен велешанец. Грција пак според Европскиот центар за превенција и контрола на болести досега не пријавила случај на заболени со западно-нилска треска. Зоран Јаневски, Сител телевизија.